Само што ги поднесовме тужбите во управниот суд во однос на начинот на кој што се изврши изборот, односно верификација на мандатите на останатите, односно дополнителните 8 пратеници во собранието на Република Македонија. Имено знаете дека и покрај нашите реакции како пратеничка група на ВМРО-ДПМН во собранието на Република Македонија, каде што кажавме дека е тотално погрешен, нелегитимен и пред се нелегален начинот на тоа на кој што владачкото мнозинство го направи, преку предлог на Комисијата за верификациони работи, која што впрочем е создадена, е формирана и функционира само за првата конститутивна седница, иако во деловникот за работа на собранието во членот 17 јасно, прецизно, недвосмислено е пропишано дека единствено може по предлог на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања да се одвива начинот на кој што се избираат, односно верификуваат дополнително оние луѓе кои што станале пратеници. Сепак владачкото мнозинство, како и многу пати во минатото, со една дивоградба, впрочем и она што го направија во првите денови по формирањето на владата, еден типичен пример за ова владеачко мнозинство и оваа влада. Значи, буквално, она што ќе се почне со дивоградба, понатака ќе продолжува да функционира на еден ист таков начин, што впрочем и на почетокот на седницата за избор на влада го кажавме дека тие 8 луѓе не се верификувани, не станале пратеници на начинот на кој што е пропишано со деловникот и впрочем дава еден огромен нелегитимитет и нелегалност на изборот на целата влада. Очекувам од управниот суд што е можно побрзо да ги разгледа тужбите кои што денеска ги доставивме и да одлучи врз основа на словото на закон. Ви благодарам. Прашања? Само две прашања стигна од Алсат од Центарот за комуникации. Дали може да се очекува договор за потпредседателите на собранието и која според вас е причина зашто Талат не го ставил на гласање потврдување на времето состав? Во однос на прашањето за потпредседателите, ВМРО-ДПМН, впрочем пратеничката група на ВМРО-ДПМН јасно кажа дека нема намера да предложи потпредседател на собранието. Впрочем и кога се гласаше одлуката за 5 подпредседатели се спротивставивме на таа одлука и воопшто не ја поддржавме од единствена причина што сметаме дека во оваа ситуација во која што се наоѓа државата, неминовно е рационализирање на средствата и нивно користење за многу поважни и побитни цели за сите граѓани. Дополнително инсистираме и бараме да се вразуми владачкото мнозинство и бројот на потпредседатели да биде на потребниот минимум, а сите средства кои што би биле планирани за потпредседателите, значи да се пренаменат во покорисни цели. Во однос на вашето второ прашање, се уште немаме никаква информација официјална дали воопшто оние одлуки за прогласување на вонредната состојба се доставени до собранието на Република Македонија, но исто така апелираме не само одлуките за вонредната состојба, туку и сите уредби кои што оваа влада ги донесе со законска сила во целиот особено предизборен период, што е можно побрзо да се најдат на дневен ред за разгледување од страна на пратениците во собранието на Република Македонија.